Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Блокадата на собранието и абсурдните меѓусебни реплики на пратениците на ВМРО-ДПМН не се за заштита на државата. Бруталното прекршување на деловникот од страна на Трајко Велјановски и ВМРО-ДПМН е единствено за заштита на криминалите и нафтените платформи на нивното раководство. Додека Груевски смислува насилни сценарија и работи на поделба на граѓаните. На 2 март оваа година склучен е нов договор за ископ на јаглен и јаловина во рек Битола со битолската фирма Марковски компани во висина од 290 милиони денари или речиси 5 милиони евро. Договорот е склучен во постапка со преговарање без претходно да биде објавен оглас. Повторувам, во постапка со преговарање без претходно да биде објавен оглас. Фирмата е во сопственост на битолчанецот Борче Марковски, од неодамна конзул на Белорусија, инаку во јавноста познат како близок пријател на Сашо Мјалков. Фирмата Марковски компани од 2008 година до денес има добиено тендери во рек Битола во износ над 60 милиони евра. Еви документи. Ова се фактури на фирмата Марковски компани кон рек Битола за ископ на јаглен и јаловина и услуги, кои што во изминатите години изнесуваат над 60 милиони евра. Оваа фирма е тесно поврзана со највисокото раководство на ВМРО-ДПМН. Заради ваквите и слични милионски тендери, цената на струјата постојано растеше, а сметката ја плаќаат граѓаните. Пратениците на ВМРО-ДПМН со блокадата на собранието овозможуваат да продолжат бизнисите на Груевски, а спречуваат да се формира нова реформска влада која што ќе се грижи за потребите на граѓаните. Например, ако беше избрана новата влада, денес граѓаните ќе имаат 2 часа дневна ефтина струја. Исто така и утре и задутре, преку целиот викенд. Граѓаните ги очекуваат промените за живот. Има формирано легитимно парламентарно мнозинство. Многу брзо, според Уставот, деловникот и законите, ќе биде избран новиот председател на собранието, а потоа и новата реформска влада. А по промените, ќе има и ревизија за работењето на досегашната власт, а ќе има и одговорност за сите направени злоупотреби.